Температурните разлики кои деновиве се забележуваат доведоа до тоа вирусните инфекции на цревата и респираторните патишта да земат се поголем замав. Поочигледни се кај помладата популација, чиј организам е поосетлив и подложен на вируси. Што се однесува до појавата на инфекции и настинки, тие се краткотрајни и поминуваат спонтано. Апелирам во таквите ситуации секогаш мајките, односно родителите, да не ги дискриминирам татковците во овој момент, да имаат малку трпение и да почекаат барем 48 сата од првите симптоми на болеста со појава на покачена температура, а подоцна да се јавуваат ако детето е во добра општа состојба. Бидејќи таквите температури некогаш поминуваат спонтано, тоа се обични настинки без оставање на било какви последици. Она што е алармантно е зголемувањето на бројот на деца со астматични напади, кои се почесто се хоспитализирани на детското одделение при клиничка болница во Штип. Имаме наплив на дечиња кои што се јавуваат со обструктивни атаки, односно со астматични напади, кои настануваат секако заради поленската алергија која во овој период од годината е навистина актуелна и сите оние деца кои што се алергични на некој од овие состојки кои сега ги имаме во природата. Зголемен е бројот и на децата со обструктивни атаки и кај матичните доктори, истакнува Гацова и препорачува редовно да се прима препишаната терапија.